Јове Андреев ќе биде познат за велешени, ама за сите стари бригадири акцијаши, кога ќе се каже Јове Јарбелот, тогаш се знае за кого се зборува. Колку работни акции позади вас или позади тебе, со кои бригади ќе се потсетиш ли на времето кога ја градевте Југославија? Со оглед на денешниот датум мора да се подсетиме и се подсеќаме се уште. И широм Југославија посетивме повеќе работни акции, исто и у Македонија, младинската работна акција Катланово, младинската работна акција Пат на младоста Битола, Стрежево Битола и икс други. Да не ги направувам сите, може би ќе испуштам некој. Денеска на младите им е чудно да се работи бесплатно за едно бригадирско дело, една капа, неколку маички и патики. Во тоа време ние не размислувавме така, сега може би е тоа некоја сатисфакција за луѓето да одат или да не одат. А тогаш сатисфакција беше да се отиде, да се дружиш, да видиш поширокиот простор на Југославија, да испаднеш од градот, да се дружиш со млади од цела Југославија. Се склучуваа пријателства, се склучуваа бракови и ред други работи. Но и најинтересно беше да се работи и да се гради бесплатно татковината. Може ли да се постигне сега тоа? За тоа да се постигне сега треба многу поголем напор и од пошироката јавност, мислам и од прво и од фамилијата, да имаш подкрепа, да те тераат. А нас тогаш не терали, ние сами доброволно сме одели, така да тој ентузијазам и тој дух што го имавме ние како младина во бившите јупростори, сега многу малку се практикува или се случува по општинските организации низ Македонија. Но сепак Сдруженијата на граѓани, акцијаши, ветерани го прават првиот исчекор. Им треба помош само и поддршка. Ќе се продолжи ли? Ветераните акцијаши покушаваме да го продолжиме овој тренд на активности, на дружење, малку работа, малку дружење, пријателство, забава и тоа дали ќе успееме треба да покаже времето. Мора да се успее. Желбата е да се успее, а сега ќе видиме понатаму како ќе се случуваат работи.